Добро вечер и благослов Божи се разбира, почитувани слушатели. До сите оние кои што оваа вечер се разбира ќе слушате емисијата Гласот на вистината. Ја би сакал да ве поздравам сите во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. И на вистина, мене ми е мило и драго што можеме и оваа вечер по неговата милост да бидеме заедно и да го слушаме неговиот збор Божи. Неговиот збор Божи, Библијата зборува дека е добар, затоа што тој сака да не подучи, да ни помогне во нашето секојдневие и да го издигне нашиот духовен морал, да ни помогне во верата и во запознавањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Почитувани слушатели, како што кажав, навистина, живееме во едно тешко време, живееме во последните времиња, но сепак од друга страна можеме преку тие тешки времиња да ја видиме надежта и милоста Божја. Се уште Библијата зборува дека Бог има милост кон својот народ и дека Бог има милост кон овој свет. Кога ќе ги читаме посланијата на апостолот Петар, ќе видиме зошто Бог се уште ја покажува својата милост кон секого еден од нас. Па дури апостолот Павле се занимава со оваа тематика, зошто се уште милоста Божја е отворена за секого еден од нас. Затоа што Библијата зборува дека Бог е љубов и дека тој е изворот на љубовта и дека од него протекнува милоста и Бог сака на секого да ја покаже својата милост, со тоа што на секој еден од нас ни дава можност, ни дава прилика да се покаеме за нашите гревови, а не да изгиниме и да завршиме во пеколот. Почитувани слушатели, пеколот не е табур тема. Во некој од наредните емисии ние ќе можеме да зборуваме за пеколот, да зборуваме за адот, за тој подземен свет и да видиме што Библијата ни зборува по оваа прашање. Но намерата Божја не е човекот да изгине, затоа Бог му дава време за да човекот се покае и го спознае својот Спасител. Почитувани слушатели, затоа и постои емисијата Гласот на вистината, да може да ви помогне како да го препознаете вашиот Господ и Спасител од една страна, но од друга страна и да ја спознаете неговата милост која Бог секојдневно ја покажува над вас и над вашите деца. Но, ова вечер ќе зборуваме за една друга посебна тема. Што е тоа што Бог го прави поразличен од нас? Имавме минатата емисија како воведна тема на самото оваа прашање. Ова е прашање кое што навистина треба да си го поставиме. Има ли нешто што не прави поразлични од Бога или пак Бог го прави поразличен од нас? Видовме што ни зборува пророкот Исаија, дека Божите мисли не се наши мисли, ниту неговите патишта се наши патишта. Ние ќе видиме малку подоцна и ќе се запознаеме, се разбира, со Божите атрибути. Ќе се запознаеме со неговиот совршен и идеален карактер. Кога зборуваме за еден совршен и идеален карактер, можеме да увидиме дека ниеден човек на оваа земја, па дури и пророците, немале идеален и совршен карактер. Затоа писмото, затоа апостолот Павле на римјаните им вели дека нема ниеден праведен и дека сите сгрешија и се лишени од славата Господова. Исто така Библијата не напоменува дека идеален е само Бог и тој е само совршен или тој е идеално совршен. И тоа е нешто што не прави поразлични од Бога. Всушност Бог го прави поразличен од нас. Тој не е ограничен и нема временска рамка. Тој е надвор од времето. Тој е вечен и од него протекнува животот вечен. Божиот карактер, како што кажав, е совршен и идеален. Во минатото, денеска, за век и веков. Бог е ист. Посланието на евреите ни зборува дека Бог не се менува, како што ние се менуваме. Видовме дека исто така дека човекот се менува.
се предомислува и дека човекот лажи. Вакви својства Бог нема. Исто така видовме дека човекот се колеба и дека тој самиот се изменува. Но Бог не е таков да се поколеба или да се измени. Затоа ќе видиме подоцна каков е Бог. Тоа го зборува неговиот карактер. Тоа зборува или ни го зборуваат неговите совршени атрибути кои тој ги поседува. Едно од прашањата е дали Бог може да излаже. Тоа е несвојствено за него. Бог е праведен. И неговиот збор е да и не. Бог не лаже како што ние знаеме да лажиме. И затоа Самуил, Божиот пророк, го предупредува Саул, кој бил цар над Израел. Всушност Библијата ни објаснува дека Саул бил првиот цар кој бил подигнат по барање, се разбира, на народот Божи. Дотогаш владееле суди, но во другите народи секој народ си имал свој цар кој бил лидер или водач. И затоа Израелот му бара на Самуил, Божиот човек, Божиот пророк, судијата над Израел, кој им судил на израелците да му постави цар. Но, внимавајте, почитувани слушатели, Саул во еден момент ја прекршил Божјата заповед, станал непослушен на зборот Бож и бара од Самуил да се моли да Господ го симни гневот негов од Саул. И затоа Саул, поточно Самуил, му вели дека светотот Израилев не лажи, ниту се предомислува. Зошто? Затоа што тој не е човек. Минатата емисија напоменавме, Бог не е човек. За ова ни зборува целата Библија. Иако Библијата зборува дека човекот е создаден по Божи лик, но Бог не е човек. Тој нема човечки особини, тој нема човечки карактер. Бог е совршен. И Библијата ни го опишува како совршен дух. Исус зборува дека Бог е дух. И оние кои што треба да му се клајнат во дух и вистина. Кога зборуваме за карактерот Божи, што е тоа што го отсликува? Или што е тоа што па и нас не отсликува? Едноставно, кој си и кој сум? Во суштина, кој сме заедно, се разбира, сите. Карактерот го одликува твојот живот, поточно кажано, карактерот ја отсликува твојата внатрешност. Всушност тој те издава, те отсликува кој си и кој сум. Колку и понекогаш да глумиме, сепак карактерот е тој кој не отсликува и зборува кој сме и шо сме. Карактерот ја отсликува нашата внатрешност, а не нашата надворешност. Значи, карактерот ја отсликува нашата внатрешност, но не и надворешност. Карактерот е тој кој те отсликува дали си добар и поседуваш добар карактер, или си лош и поседуваш неубав или лош, се разбира, карактер. Но кога зборуваме за карактерот, воопшто не се однесува надворешноста, на тој надворешен облик, туку зборува внатре за срцето на човекот. Каков е човекот? Па дури карактерот зборува каков е Бог. Зборува за Божјото срце. Каков е Бог. Исто така, кога ќе видиме, можеме да видиме дека всушност карактерот ја открива таа внатрешна убавина, но не и надворешноста. Воопшто не се занимава со надворешната убавина. Човекот може да биде однадвор толку убав, на некаков си начин добро изграден и совршен, така луѓето можат нели да го видат, но внатре да биде катастрофа. Затоа Библијата зборува кога Бог доаѓа во личноста на еден човек, тој првенствено прави внатрешна промена во неговиот живот и таа промена ќе се рефлектира надворешно преку неговиот карактер. Затоа е Бог заинтересиран за нашата внатрешност
а не за надворешноста. Бог не гледа како што човекот гледа. И затоа Бог му вели на Самуил: оди во Есевиот дом и немој да гледаш на неговиот изглед, немој да гледаш физички, туку гледај во неговото срце, затоа што Давид е избран по моето срце. Иако Давид имаше 7 брајке многу поубави и помоќни од него, тој беше по раст низок, но сепак беше избран по Божјата, се разбира, воља. Понатаму, Бог сака да го обликува нашиот карактер, или твојот или мојот карактер. Тој сака да направи корекции или промена во нашиот карактер. Ако Бог не создаде, или дали Бог не создаде некарактерни, што е тоа, почитувани слушатели, што го пореметуваат или кој го пореметува нашиот карактер? Зар Бог не создаде како некарактерни? Или не создаде толку убави, толку карактерни? Но што е тоа што го пореметуваат нашиот карактер, за да сега Бог прави промена и корекции во нашиот карактер? Библијата зборува дека Бог е совршен и дека тој нема ништо заедничко со гревот. И затоа тој има совршен карактер. Но што е тоа што го поремети нашиот карактер? Гревот го поремети нашиот карактер. И затоа се потребни корекции и обновување од нашиот карактер. Се разбира, Библијата зборува дека Бог е тој кој може да го обликува и се разбира да направи корекции на нашиот карактер. Еве ќе прочитаме нешто од словото, се разбира, Господово. Ќе прочитаме од Псалмот, едноставно 53, ќе читаме од 1 па се до 3 стих. Кога ќе читате Библијата, кога ќе ги читате псалмите, ќе видите дека овој псалм е единствен псалм кој по 2 пати се пишува. 14 и 53 псалм е истиот псалм и зборува за човековото расипано срце. И ќе видиме што навистина Библијата ни зборува. Еве што ни вели Библијата, читаме Псалм 53 од 1 до 3. Рече безумников во срцето свое, нема Бог. Станаа развратни луѓето, гнасни во беззаконијата, нема кој да прави добро. Бог погледа од небото кон синовите човечки, за да види има ли некој што е разумен, што го бара Бога. Сите тргнаа по лош пат, сите се расипаа, нема кој да прави добро, ама нема ниту еден. Ете какво е човековото срце. Библијата го опишува како расипано и затоа многу е важно да знаеме дека кога нашето срце е расипано, тоа се рефлектира на нашиот карактер. Не издава нашиот карактер, всушност од друга страна какво е нашето срце, дека тоа е расипано. Еве ќе отвориме во Библијата, исто така, во книгата Постанок, 6 глава, ќе го читаме 5 стих и ќе видиме што таму се разбира ни е запишано. Значи, книга Постанок или Создавање, 6 глава, 5 стих. И Господ види дека лошотиите меѓу луѓето на земјата се умножува и дека сите нивни мисли и помисли во срцето нивни беа зли во секое време. Замислете си каква била состојбата на овие луѓе. Во секое време имале зло мисли. Замислете си каков бил карактерот на овие луѓе. Почитувани слушатели, сепак не живееме ништо во подобро време. Денеска можеби дури е полошо. Но реков, зошто е потребна корекција и обновување? Заради нашата расипаност. Затоа што гревот го расипа нашето срце. Ги расипа нашите мисли. Го уништи нашиот всушност карактер. И затоа Библијата зборува дека Божиот карактер е сосема поразличен од нашиот карактер и дека Божите мисли не се наши мисли, ниту патиштата негови се наши патишта. Тоа можеме, како што кажав, да го прочитаме во книгата на пророкот, се разбира, Исаија. Ке продолжиме од истата книга, од книгата
постојано, како што кажав, од истата глава, 6-та глава, меѓутоа сега ќе читаме од 10 па надолу. Хам му се родија на Ное 3 сина. Сим, Хам и Јафет. А земјата се израсипа пред лицето на Бога, се исполни со неправда. И погледна Бог на земјата, ете, таа беше расипана, бидејќи секое суштество беше се отклонило од својот пат на земјата. И му рече Бог на Ное, крајот на секое суштество дојде пред моите очи, зашто земјата се исполни со нивните злодела, и еве јас ќе го истребам секого од земјата. Гледайте, земјата се наполнила со злодела, се израсипа. Затоа ви реков што е тоа што го поремети. Не се мисли буквално на земјата. Зборува конкретно за народот, луѓето или тој народ кој живееше во времето на Ное. Зборува за нивната расипаност, дека уште од мали години нивните помисли и нивното срце било исполнето со зло дела и мислеле само лоши работи. Видите, почитувани слушатели, зошто Бог има совршен карактер, многу поразличен од нашиот карактер, и затоа е Бог поразличен од нас, затоа што во него или од него не потекнува злото. Бог не е расипан, тој има совршен и идеален карактер. Ако даде Господ, се разбира, ќе продолжиме во наредната емисијата Гласот на вистината и ќе зборуваме за истата тема. До тогаш, Господ со вас и пријатна вечер.